Ивана Колешке, со сета должна почет кон вашето излагање. Јас сега, од последното што го зборувавте за терзовите, ќе кажам, нели, како што е својствено за една реплика, да кажеме на она што ние не се сложуваме во вашето излагање. Ве цитирам, рековте, речиси сте целосно убедени дека инвестициите во терзовите целосно ќе бидат исполнети. Мене ме засегна првиот момент од тој дел, речиси сте целосно убедени. Јас се прашувам зошто не сте целосно убедени и зошто цврсто не верувате во тоа што го зборувате, бидејќи сепак станува збор за буџет кој, како што кажуваа колегите и претходно, буџет кој е најголем досега во историјата на државата, буџет кој навистина треба темелно да се дискутира и дебатира заради тоа што постојат одредени сомневања дека во истиот парите не се распределуваат онаму каде што треба и онака како што треба. Дали тоа ваше нецелосно верување во сето ова се должи на немањето доверба од претходните искуства и годините наназад што се случува откако вашата партија е на власт? Бидејќи, да ве потсетам, има многу ставки кои во овие буџети, барем од како што сме ние пратеници, гледаме дека кога станува збор за инвестирање, кога станува збор за трошење на државни средства во капитални инвестиции, средствата не се реализираат во целост, истите на крајот на годината се префрлаат за затварање на одредени, ќе ги именувам, дупки во буџетот, каде што треба, нели, да се дадат на ставки. Оние фамозни ставки кои никако да ги намалите, како што се разни трансфери, непродуктивни трошења и оние ставки кои најмногу будат сомнеш кај нас пратениците, но исто така и во јавноста, дека парите на граѓаните се злоупотребуваат. Би сакала малку, доколку се јавите, нели, на контрареплика, да ми одговорите на овој мој сомнеш кој се јави поврзано со ова. Бидејќи истото тоа буди чувство на недоверба дека ни вие самите нема да верувате во ова што го гласате. Спомнувавте многу субвенции. Сигурно мислевте за оние субвенции кои се исплаќаат со задоцнување и нецелосно. Сигурно мислите на оние субвенции кои фамозно постојано ги најавувате, субвенции кои постојано, нели, во етерот ги спомнувате, но јас би сакала, и представникот од власта и вие, колеги, дајте еднаш да зборуваме за добро платени работни места. Дајте еднаш да зборуваме за инвестиции. Дајте еднаш народот да биде задоволен од она што го заработува и да нема потреба народот да чека од власта субвенционирање. Замислете доколку фирмите работеа квалитетно, како што си работат, а има нормална цена на струјата или државата своевремено им обезбедила електрична енергија по поволни услови, а не да крати од средствата и да ги спомнуваме ние како субвенции овде. Замислете колку би била таа добра идеална состојба. Не се потребни субвенции, потребна е добра организација, но за да има добра организација на власта, потребно е оваа власт час поскоро да си даде оставка, бидејќи изминативе години квалитетно видовме дека не се справувате со раководењето на државата. Спомнувате 780 милиони евра антикризни мерки, но во реалност истите се далеку помалку како вредност. Субвенциите за плати, зошто не спомнавте дека со овој предлог буџет ќе ги прекинувате? Но, знаете, тоа се должи на недостаток на приоритети, недостаток на цели, недостаток на визија и стратегија што да се прави во иднина. Но еве, кога сме кај стратегија, верувам и вие, како и колегите ваши,
долго време се фалевте во јавноста дека консензуално се донесе законот за буџети. Јас сега ќе ве прашам, кој член од новиот закон ќе го искористите како оправдување зошто не го почитувате законот за буџети, кој го изгласавме овде во собранието? Бидејќи, морам да ве подсетам, и вас, и заменик министерот, во овој закон за буџети има еден член 10 и ќе ми дозволите сега да ги цитирам ставот 1 и 2. Ставот 1 вика: буџетот и фискалната стратегија треба да бидат во согласност со фискалните правила кои се однесуваат на дефицитот и вкупниот долг на општата власт. Значи, вика дека треба да биде стратегијата, треба да биде во согласност. Ставот 2 вели: дефицитот на општата власт за соодветната година, внимавајте ве молам, не смее да надмине ниво од 3% од номиналниот бруто домашен производ. Вие кога го гледавте буџетот и кога за истиот овде велевте дека ќе дадите поддршка со голема резерва, може би вашата резерва се однесува дополнително, недовербата се однесува дополнително на фактот дека со овој буџет власта го крши законот за буџети. Кој ќе ве казни? Татјана Васиќ? Кој ќе ве казни? Ќе ве казни судството кое го ставивте по ваша мерка? Зошто не почитувате закон? Сегашниот дефицит на овој буџет е 4,6%. Од 3 до 4,6% има разлика. Зошто е тоа така? Хајде да продолжиме. Спомнавте родово буџетирање. Дали знаете, ве молам да видите, во Министерството за труд и социјална политика има најголемо кратење во делот за родова еднаквост и дискриминација, каде се кратат скоро 80%. Да ве подсетам, ваш главен став во минатото беше дека сте родово сензитивни. Но вие, морам да напоменам, глобализирам, дека сте само криминално и рекетарски сензитивни, бидејќи само за тоа имате сензитивност. Како да го заштитите тој дел? А зошто тогаш се кратат 80% во ставката на ова министерство средства наменети за родова еднаквост и дискриминација? На страна 152, кога ќе имате време, отворете ја вашата програма, бидејќи вие одевте на избори со вашата програма, а вашиот неспособен премиер и председател на партија што го имате, нема одено на избори со таа програма, па сега сме ние тотално збунети дали работите според програмата за која добивте доверба од граѓаните, или, како што ги лажете граѓаните во јавноста за многу теми, фактички и за оваа тема сте ги излажале. И сега, на страна 152 од вашата лажна програма, каде велите продолжуваме, но, знаете како, кога го читаме тоа, прво што ни доаѓа на памет е дека продолжувате со криминалот и успевате да лажете во тоа, велите воведуваме родова еднаквост во спортот. 30% жени во органи на управување, почнувајќи од 2020 година, а 50% до 2024 година. Овде нема да ви треба за родова еднаквост и дискриминација. На страна 169 сте ветувале: наша заложба е општество еднакво за сите и праведно кон сите. Наша цел е да овозможиме постигнување родова еднаквост во нашата земја. Македонија сигурно сте мислеле овде. Сузбивање на родовите стереотипи и елиминирање на родово базирано насилство, а родовата еднаквост да стане, да не продолжувам. На страна 170 повторно имате политика за родова еднаквост. На страна 263 имате за родова еднаквост. Повторно, европските пари ги носат европските политики дома. Европските пари за ЕУ дома.
Парите сега во чив дом се? Во домовите на оние што им е потребно со сигурност не се, зашто сиромаштијата и мизеријата во Македонија се зголемува, не се намалува. И овде постои прашањето каде се парите, бидејќи спомнувате родово буџетирање. Сте се залагале на изборите за родово буџетирање, за родова еднаквост, арно ама во буџетот се кратат средствата. Од прилика околу 80% се кратат средствата, значи за родова еднаквост и недискриминација. Мерки за намалување на сиромаштијата. Кога сме веќе кај ова министерство, бидејќи добро ги кажавте бројките, па ја еве сега ќе бидам кратка и ќе кажам само за 3 министерства ќе ви спомнам. Министерството за труд и социјална политика, значи бидејќи сме кај него исто, зошто не спомнавте дека се намалуваат средствата за справување со сиромаштијата? Дали вие може би имате сознание некакви дека сиромаштијата се намалила во државата? Не. Верувам дека немате, заради тоа што и за сиромаштија, и за мизерија, и за не знам што по најлошо сме лидери и во регионот, и во Европа. Па ако има некои мерни статистики, сигурно и во светот, се сомневам дека сме, сигурна сум дека сме во првите места. Зошто? Заради тоа што, еве дополнително, како лошо се справувате со сето ова. Поттикнување на вработувањето. Не треба оваа ставка според вас да биде голема, минус 32% намалување имаме. И сега, значи сето ова што се случува во Министерството за труд и социјална политика, не треба според вас да биде предмет на дискусија, туку треба да бидат субвенциите, нели, и фалењето во јавноста дека се даваат одредени субвенции, а реалноста народот е сведок дека истите не доаѓаат во вистинските раце, истите не доаѓаат квалитетно онаму каде што треба и се недоволни. Следно што сакав да спомнам е, кажавте пензионерите да не се грижат дали ќе земат пензија. Тука се испровоцирав, за да ви се јавам на реплика. Да, убаво е да не се грижат пензионерите, дали ќе земат пензија. Но прашањето е, а што правиме со висината на пензијата? Смешно е? Висината на пензијата е смешна? Смешно е, колеги, 20% инфлација имаме, дали ги зголемивте пензиите толку? Дали 30% минимум покачување на прехранбените производи е смешно? Смешно е, колеги, сето ова? Или треба, целта е да се смееме иронично овде, да зборуваме за минатото? Да, ги спомнувавте и долговите, но не ги спомнавте долговите кои вие ги имате направено. Што во просек правите долгови повеќе од 700 милиони евра во годината. Што во просек имате за вашето скоро 5 годишно владение имате направено повеќе долгови, отколку што имаат претходно сите влади на Република Македонија направено. Тие долгови кој ќе ги плаќа? Ама тие не треба да се спомнуваат затоа што вие ги имате направено. Ама си се смеете, на чест нека ви стои. И сега да продолжиме понатаму. Ајде за Министерството за образование и наука накратко да кажам нешто. Мене во буџетот ми беше доста симптоматично кога го разгледував, бидејќи во овој примерок што го имаме, не пишува дека се со долгови некои средства. Знаете како? Во Министерството за образование и наука за 2023 година во својот буџет ќе имаат повеќе од 9 милиони евра позајмени средства што се планираат да се имаат во ова министерство на располагање. И замислете истите за што ќе бидат искористени. Изградба вика на училишни спортски сали во основните училишта. Расходите на основниот буџет се 93 милиони, но пазете, ќе градите спортски сали со пари од заем 184 милиони,
донации 89. И на крајот ќе се фалите дека сте издвоиле средства и ќе излезите, ќе кажете помпезно ќе најавувате, но реалноста знаете каква е? Дека не се гради, туку само се кради. Заради тоа што во последното прераспределување, ќе ви ја кажам реалноста, кое го имавме сега, пред 2 недели, 3 недели, колку беа, средства од Министерството за образование беа повлечени на крајот на годината, за да бидат прераспределени во ставки разни трансфери, а истите тие средства биле наменети за изградби. И сега, пак ќе се доведеме до она ситуација, речиси во целост верувате? Па нормално е да не верувате во буџетот кој го образложувавте, заради тоа што, еве ви, предходните искуства говорат дека средствата наменети за градење, само да ве подсетам, факултетот Финки, факултетот за физичка култура, секоја година се издвојуваат за доградба средства и секоја година на крајот од годината ги повлекуваат истите средства за да ги потрошите на ставки. Дури смешно е ова што го кажуваме, на крајот на годината можете да ги потрошите само за крадење, разни трансфери и така натаму, но исто така и да си прикупите мебел и возила, нели, бидејќи не сме во криза, ова иронично го зборувам. Понатаму, енергетска и ефикасна рехабилитација на студентски домови. 13 милиони денари ќе се користат од заем за енергетска ефикасност на студентските домови. Јас сакам да ја подсетам јавноста овде, дека во 2021 година имавме заем од 10 милиони евра и не видовме ни една енергетско ефикасна рехабилитација, посебно на студентските домови. Студентските домови беа во таква лоша состојба, што беше воведено во прашање на временото сместување на студентите, а веќе кога сме кај студентите, да ве подсетам дека со повлекувањето на средствата, со пренамената која се направи сега пред 2-3 недели, беше скратено од ставката за студентски стандард, бидејќи, нели, вие сметате дека доволно давате на студентите. Но ние не сметаме дека е доволно и реагираме амандмански, реагираме на секаков можен начин да ви покажеме и докажеме дека навистина потребно е помош да се даде онаму каде што треба, а не да се субвенционираат фирми и ликови кои не треба да добиваат народни пари. Знаете како? Гледам дека ми е времето при крај, но верувам дека ќе продолжиме со дискусијата и да кажам дека во Министерството за образование, професионалниот развој на наставниците, кој го планирате, не е ништо поразличен од лани. Наставниците остануваат без квалитетни обуки и поддршка, а средства во Министерството за образование се користат само за лично богатење и криминал, бидејќи своевиден доказ беше, да ве подсетам, фирмата Арберија, памтите, која требаше да ги испечати учебниците за кој министерот викаше на почеток на ноември ќе бидат доставени. Знаете сега дека е крај на ноември? Знаете дека нема се уште во целост завршено обврска Министерството за образование и наука да во училиштата има учебници? Ги имаме податоците. Наставниците комуницираат со нас и тие немаат учебници. Скапо платените скрипти. Зошто плаќавме 2 пати во време на криза? Неодговорното работење на власта се плаќа само и единствено со народни пари. Ништо повеќе во време на криза. Ви благодарам.